Рестриктивни мерки, но само за невакцинираните. Со вакви изјави надлежниот министер ги предупредува граѓаните кои не ја примиле антиковид вакцината, дека власта би можела да им го ограничи движењето ако состојбата со коронавирусот излезе од контрола. Од Министерството за здравство не ја отфрлаат можноста и за влез во кафуле или во трговски центар. Од есен да се бара потврда за имунизација. Мора сите да се вакцинираме за да се врати нормалното функционирање на сите животни процеси, на економските субјекти, угостителските објекти, на местата за масовни собири. Граѓаните треба да знаат дека токму на такви места може да им биде поверен сертификат за имунизација или негативен ПСР тест. Докторите пак на поинаков став сметаат дека ограничувањето на движењето за невакцинираните граѓани може да предизвика контраефект. Нема потреба во ситуацијава од рестрикции кон невакцинираните. Зошто? Зашто само дополнително ќе се предизвика револт и отпор, а ефектот ми се чини нема да биде значен. А зошто пак е тоа така? Зашто всушност невакцинираните се под ризик да поминат лошо, а невакцинираните. Четвртиот ковид бран кој според најавите се очекуваше на есен пламна во Македонија, но надлежните и натаму се настав дека состојбата со вирусот е под контрола. За сега е неизвестно дали во новата учебна година учениците ќе се вратат во училишните клупи. Министерот за здравство Филипче најави дека ако состојбата со вирусот остане мирна, наставата ќе почне со физичко присуство. Сепак, епидемиолозите од Комисијата за заразни болести ќе мора да ги подготват протоколите за работа на училиштата. Како ќе се одвива наставата, засега нема одговор. Во меѓувреме, западноевропските земји воведуваат рестрикции за граѓаните кои се уште не се имунизирани против коронавирусот. Така, например, во Грција, посетата на гастрономски и културни установи е резервирана само за вакцинираните, а земјата воведе и задолжителна вакцинација за сите медицински сестри. Во Италија пак, секој кој ќе сака да оди во теретана, базен, музеј или во ресторан, ќе мора да покаже потврда за вакцинација.